Важно е затоа што, како што каже министерот, иницијативата доаѓа токму од Струмица, директно од земјоделците, канализирано и тогашно премиер на Република Северна Македонија, господин Милан за адекватен влада. Струмица, како што беше најавно, до сега пример како се подготвуваат проекти, а за тоа говори самата реализација на патишта. Преку програмата за рурален развој има реализирано 6 км полски патишта, каде што директни бенефициенти се нашите земјоделци како најголема граница во Струмица и Струмичките региони, секако дека со таков интензитет и ќе продолжиме да работиме за секој ден. Повик не само за програмата за рурален развој, туку секој повик кој ќе ги излезе од владата, а има многу. Има многу наше како општини, како локални самоуправи да спремаме што е можно во овие проекти и да бидеме бенефициенти, директни бенефициенти нормално да бидат граѓаните, за кои што имаме најголеми можности да се грижиме. Од тие причини секогаш поддржуваме искрено таа програма за рурален развој. Заедно со министерот Лјупчо Николовски, еден од луѓето кои што комуницираат директно, што не било случај, не е случај со секој министерство и тоа вреди да се потенцира и така сметаме. Честно, навистина таа симбиоза помеѓу локалната и централната власт е многу важна, затоа што таа симбиоза на крајот дава конкретен резултат како што ние имаме денес. И е важно да се потенцира, особено со останоци, затоа што е единствениот начин како општините да функционираат, како општини се соочуваме со мал милион предизвици, особено во овие кризи, и наша обврска е да ги искористуваме капацитетите на државата. Ви благодарам, нека да се сусретим, да говорите и да реализираме уште многу.